Здраво и добре дојдовте во уште едно Дома со Леа видео. Моето име е Леа, јас сум мајка на мало бивенце, се наоѓаме кај нас дома и од тука зборуваме за практичните работи кои што секоја една мајка треба да ги знае во врска со својата исхрана откако ќе стане мајка. Еден од најдобрите совети што ги добив пред да се порадам беше да си подготвам доволно порции храна од мојата омилена храна, кои што ќе ги замрзнам и ќе ми бидат на дофат за подгревање и јадење за многу краток период. Во почеток не знаев што ова значи, но кога ми се случи неколку пати во период кога бев сама дома да останам гладна, бидејќи покрај тоа што има све и свашта за јадење, мене рацете ми се цело време зафатени со бебето или со работи што треба да се завршат околу бебето и буквално часовите си минат, денот си мине, а мајката нема ставено ништо во уста. Можете да подготвите храна која што треба само да се одмрзне за да се конзумира, како на пример еве супа, или храна која што е полупроизвод, односно по одмрзнувањето треба да се додаде или да се дообработи по некоја кратка постапка. Овој совет ќе беше уште подобар ако знаев на време дека постојат цели типови или групи на храна кои што не е препорачливо да ги конзумира мајка која што дои. Одредени состојки во нив бебето ги прима преку млекото и кога е многу младо, кога е во периодот од 2 до 12 недели, може да предизвикаат грчеви во неговото меша, бидејќи неговото стомаче не е научено и се уште не е спремно да ги обработува тие состојки. Ке си речете да, многу е лесно човек да се воздржи од кафе, од алкохол или од други работи кои што нормално по некоја логика знаеме дека не се добри да се конзумираат кога жената дои. Но станува збор за многу поголеми групи на храна. Например, сите цитрусни овошја, значи портокали, мандарини, лимони, грепфрути. Според друга теорија и сите овошја кои што не се од наше поднебје, не знам бананите како би ги исклучила из храната, бидејќи се најпрактични за јадење кога имате бебе во рацете, но тука се сите други типови на овошја кои што најчесто ги има кај нас во зима кога нема други овошја освен јаболки. А после тоа една друга голема група се сите мешункасти зеленчуци, односно граб, грашок, леќа, боранија и се друго што практично јас се спремив во тегли и го замрзнав, бидејќи не знаев дека нема да смеам да ги јадам тие работи. Понатаму сите зелени зеленчуци, вклучително Макдоналс во било која комбинација, ако сте као мене и додавате Макдоналс на секое јадење, ова ќе ви падне многу тешко. Потнатаму спанаќ, брокула, прокеј, зелка, оние руколи, марули, тие работи, салати, значи тоа комплетно се паузира во текот на тие месеци кога бебето може да има грчеви. Скоро се што се замрзнав испадна дека не можам да го јадам во текот на првите 6 месеци. Вака подготвената храна, доколку ви остане, можете во секој момент да ја донирате на акцијата Ретвитни оброк. Тоа е акција која што се случува секоја сабота на платото на спомен домот на мајка Тереза во центарот на Скопје, каде што вредните момци и девојки од Ретвитни оброк подготвуваат оброци за бездомници и за лица од маргинализирани категории и секоја сабота во 13:30 часот позади спомен домот на мајка Тереза во Скопје ги делат подготвените оброци, така што можете да ги дадете, да ги одмрзнете и донирате овие оброци кои што ви останале. Затоа што храна не треба да се фрла. И една работа што ја приметив, а никаде не ја пишува, а влијае многу на грчевите, на добросостојбата на стомачето на бебето во текот на првите 20 на недели, тоа е храната која што е конзервирана. Значи, при мојата исхрана приметив огромна разлика дали јадам месо кое што е купено свежо па сготвено или јадам сувомеснати работи. На тие реагиравме многу лошо и јас и бебето. Огромна разлика дали јадам свеж морков или морков од
купечка туршија, дали јадам свежи печурки или маринирани печурки, не можам да ви објаснам колку плачки имаше заради грчеви, додека не сконтам дека најверојатно еден куп од оние бенигни хемикали кои што се користат во прехранбената индустрија за конзервација или за подобрување на квалитетот или на вкусот на храната која што се продава, всушност се премногу тешки за стомачето на мало бебе. Да потенцирам, станува збор за најголем дел од производите кои што ќе ги најдете во супермаркетот. Дури полесно е да се набројат кои производи смеете да ги јадете, отколку кои не смеете да ги јадете. Благи или солени производи кои што радо би ги каснале за ужинка меѓу два оброка. Цела плејада на млечни производи и на сувомеснати производи од типот паштети, виршли, салами, колбаси. Се надевам дека си ова имаше смисла, дека ова видео ви се допадна и овие информации ќе ви бидат од корист. Лајкнете ако ви се допадна ова видео, притиснете subscribe овде подолу за да се гледаме секоја недела и останете на овој канал. Поздрав!